драги гледачи. Најпозитивниот, најдобриот, све нај-нај, Бомбакис! Шо правиш вака по дома на пеколо, брат? Ништо, се ладам на клима. А? Се ладам на клима, само на тоа. Мекнеш под клима? Тен мекне. Знаеш дека мислам дека више не ни постига. Климата? Да, жими се. Ај на здравје, бе. Чирс. Живеле. Добро е пиво. Поштуваш пиво? Да, многу. Кое пиво највише? Ова што го пиеме, да ти кажам. Ама од мали нозе си поштуваш пиво? Од мали, сега. Од колку мали? Од колку што е ќерка ми, да ти кажам, од година и пол сега она изгледа цела една мене, па трча по мене и прв мислам збор што го научи беше пивце. Знаеш, пред зграда кога се собираме дека мислам дека комшија што ме гледаат ќе ме придадат социјално, мислам. Нема само надигни пиво. Сите деца сок пијат, ова пиво пијат. Ама добро, онака малце лиже. Слушај, ама и се гледаат стомачено, више. Иде на кај моето, да. Не, ќути што ќе кажат луѓе, ќе речат овие ги трујат деца со пиво. Не. Таман работа. Тоа ми е синоним за сокче. Да, бе, па добро, и За сокче си правим од ова. јачмен. Сок од јачмен. Кажи ми, Здраво е. иначе ми е комшија човекот тука у Маџари. Маџар или хиподром, брат, ја не научив уште што не е. знаеме. Ја мислам дека е хиподром, пошто сите ми викаат хиподром, дека улицата ги делела оваа Маџари хиподром, појма не. На сама граница сме изгледани. И па најверојатно јас сакам поише да е хиподром, пошто доаѓам од аеродром и има дром. Да. Така, а цел живот си тука, брат, увако? Не, Мислам, јас... не узградава, пошто сега е нова. Да, реално. не. Израснат сум у комши, јас сум дете од Ченто, бившо Сингелик. Што Значи, по ти старите си го знаат Ченто, е? како Сингелик, Ченто е, Да, да. Сингелич, ја го знам. Сингелич, да, и татко ми многу ми се љути кога ќе ме слушне Ченто дека го викнам, пошто е израснат у Сингелик. Да, бе, сака да си... И да, и од кај ви е се ова Ченто, од кај ви е се, ама знаеш, младите генерации повише Да, сакаат сакаат Ченто, да биде Ченто. да, пошто ако кажеш Сингелич, се звучи како од село да си, и затоа малку се срамат. А што е разликата меѓу Сингелич и Ченто, брат? Помодерно звучи Ченто. Сингелич Добра ги си. асоцира на село Да, Сингелич изгледа и ради тоа А кај е тоа кај Ханибал? некај Јас Ханива, брат, негде на кај последна 45 кали така почиња тука село Сингелич, Ја тоа го знаеш. мислам дека е како уште како Ченто, дека е тоа све таму. Па све, ама као селото Сингелич посебно Аха, било и сега Сингелич ги асоцира на тоа младиве, знаеш, пошто се Да, и да не пун кажеш со предрасуди се срамат и неќат да Па сте пиеле така пивца на... Мислам, многу сме кај пиеле. сте седеле, бе? Да ти кажам, на главна раскрсница што е од Ченто имаше фризерница, жената си работеше преку ден, ама навечер тоа беше собиранката, да. Тоа ни беше главното се паре у насело. Кај нејзе пред вака? Пред фризерница, Пред да. фризерница. Значи седевме карши нејзе, чекавме да си отиде да затвори и тука машки, женски, Све. многу убави времења, многу убави дружби. Нели, за разлика од денес. Па добро, Не се да. дружевме дигитално. Мислам, денес и баш кај деца имаме и све, и малце по... Не се дружиме така. Ама и денешните деца, сакам да кажам, значи не е Денес таа... све е мафија, коли, Да, не е таа... флаши, сепариње од дискове. Нас ни беше све сончогледно. Сончоглед за 20, А тие времињата кога си почнал со рапот? тие Мислам, бе, да, со рап почнав. Од каде идејата, мислам, што... Идејата, ти види, се- ние што ти се сме случи тоа? дома музикална фамилија, татко ми на времето хеви металец бил. Најголем да. успех му е предгрупа на Бело дугме. Тоа е поврзано ептен со рап тест. Ептен тесно поврзано и иста крв течела изгледа. И братучет ми е цел живот израснат од аеродром и он некако ме увлече у тие води, се дружеше со Го знам. тие екипи. Па не знам дали го знаеш. Постар? 89-то така, па тоа е... Јас сум 91-а, да. Ти која си? 92. А добро, тука сме генерацијски. Да, ќе правиме мовет, може да го знаеш. И он некако ме вовлече, знаеш, у тие води, у тие дружби, има студио, едно друго и почнав и јас полека покрај него. Тоа ни беа стварно доста квалитетна екипа.
почнав на 2-3 песни у студио снимам, да ги снимам. Штедевме тогаш пари за... Па, Тоа беше негде втора средно. која година? Која година? 2014, да не те излажам така нешто. Не, извини, 2008. 2008-2009 ми се почетоците, 2008-2009. Прво снимав на компјутер, имавме програмчиња некои со слушалки со микрофон. Ама немало аутотюн? Немало аутотюн, имаше некои ефекти глупи, ама не ги користевме. Аутотюнот тогаш непознат ни беше уште. Да, после искочи тоа. Ама тоа беа многу интересни почетоци, мислам ден чувам CD од првата песна, трчам по ритам, онака брзам да го фатам. А ти си ги пишуваше песните? Сам јас ги пишував, после имавме и група и ја ги пишував и на целата група. Да. Да, на целата група ги пишував јас. И викам штедев усредно за да снимам у студио, пошто кошташе реално, ама ми беше задоволство, знаеш, квалитетен звук се. И имав лош период поради тоа што цел ден пример по школа нема да јадев, ги штедев парите на страна. Ги штедев парите на страна и се разболев малце позаебано. Тогаш беше тој период. Да, тоа што си имал нешто као мене, нешто ни слично голгота што си. Да, имав. Ако сакаш можеш да кажеш, да не те притискам ја без везе. Не, слободно лаво, мислам се, тоа е болеста на 21 век. Реално. Што се вика, имав, ти викам ради тие времиња, не знам дали ради тоа се десило. Почна со некоја болка тупа десна страна, као да, знаеш кога трчаш брзо, па ќе се измориш и те боде. И све, окей, викам ќе помине, не поминува. Почнавме да шетаме по нашите болници, знаеш какви се нашите болници, ништо не тие. Вика, ништо не тие? Да, бе, ништо не тие, вика, све си окей. Се додека не отидовме кај еден доктор на хематологија, у пензија е сега. Мислам дека Александар Стојановиќ се... Ама ова збориш од пред колку години? Па сигурно има поминато поише од 10 години. Поише од 10 години. Добро, значи живи Да. И ти викам докторов, Господ здравје да му даде, затоа го кажувам и по име и презиме, отиде у пензија, цела Македонија иначе доаѓаше кај него. Значи ме виде сите документи, све што сум се испитувал и ми вика знам што ти е, вика. Ја знам што ти е, вика, ќе направиме уште некоја биопсија, имаме лузина и тука, вика да видиме жлездиве, вика, пошто гледам оттечени ти се. Вика да видиме само да се потврдам. Направив се потврди, вика тоа е што мислев. И ти исплаши одма ти. Не ме исплаши, брат, знаеш зашо не ме исплаши? Зашо мојве не ми го представија на таков начин. Саѓаш ја бев дете, пуно енергија, втора година средно. Ти не си разбирал до толку, не си бил да, и тоа, ама знаеш, и многу е битно како ќе ти го представа, саѓаш. Тоа да. Докториве знаат, мислам, треба да бидат една страна и психолози, саѓаш. Имав ја ситуација, дете на колега проблем нешто со главата, отидува на лекар, докторот му рекол, ако и продолжиш да играш фудбал, ќе умреш. И дете отишло дома, цела соба ја искршила. Па што очекуваш од тоа? Да, реално. И небитно ми го представија на начин што јас уствари сум имал некое воспаление, значи не користеа тешка терминологија нормално. Сум имал некое воспаление на жлезди, едно друго, сум требал да примам 12 хемотерапија и ќе поминело. И мојве, што се вика, знаеш, од тие моменти ко за дете, сега ние сме родители, знаеш, и ти, што се вика, играчка ќе земе, па ти иде да убиеш, што се вика некој. Буквално мојве гризеа, значи гризеа со завиде, што се вика, живи луѓе јадеа. Нормално за дете. По клиника натаму наму, лекови, среќа имавме некои роднини у Белград, ги земавме од Белград, пошто знаеш како самите доктори ти викаат ако можеш одма земаат. Мислам тоа е за жал реалната вистина кај нас. 12 хемоги. 12 хемотерапии, да, ти викам среќа, тогаш бев у многу активни години, не сакав да одмарам. Да, си имал енергија све. Да, се смееше многу докторот, ќе примев хемотерапија и идев после тоа на телешка чорба, обавезно. На телешка чорба и ќе дојдев дома, ќе одморев малце и пак назад на фудбал. И мислам дека и тоа многу ми помогна, знаеш, што не се улежав, нешто да речеш. Не си размислувал. Не ми беше некоја депресија, сега, знаеш, секој различно го доживува тука, а многу мораш да си ментално јак у тие моменти. Дефинитивно, да. Психата се сложиш, и ти си прошол, ама многу игра улога. Мислам, у тие моменти. Многу игра улога тоа и ти викам 12, 6 ги поминав во топ,
последните 6 више гадења по враќање тоа стандард и фала му на Господ све добро се заврши, секоја година идев на контрола. Ме тераше докторов да се испитувам, а веќе имаш деца, едно друго, испитај се дали се окей, сепак вика јаки лекарства се. Се испитав и за тоа, ме виде се окей, вика фала ти, вика да ми се јавиш, вика дете кој ќе имаш. Баш кога отидов да му кажам дека чекаме дете, он тогаш за пензија се спремаше и онака многу беше задоволен што се вика. Си израдувал. Да. И така да голема победа. Дефинитивно, како не, сите, не дај Боже да му се деси на некој такво Не, нешто, ама гледаме цело време околу нас, ги гледаш и ти случаи Све, што се свашта собираат има, и пари и све. катастрофа да ти кажам. Многу е страшно и затоа е многу битно да си имаш правил да луѓе до тебе, И психата да И ти види, да да си не псих- читаш ништо на интернет. ништо да не читаш. Тоа докторот прво ми го рече, Да вика, не немој сега да отидеш дома и да прочиташ, пошто ако прочиташ дома нормално дека ќе пише дека ќе Дека умреш. ќе умреш, значи што и да Да. ме боли, не знам, палецот, Ќе умреш, Ќе да. умреш, Така да, да за не 2 читам дена по форуми, ништо. освен кога се спремам за стендап, да ти кажам, фотоваш форумите ми се топ А од инспирација. кај Топ инспирација. идејата за стендапот, за се емоција, тие на поведри теми дури. Да, бе, види за стендап, одамна имав некој материјал, никад пример не се заинтересирав до крај да идам, онака, ајде сега ќе организирам. Да, И да. не знам, ме штракна нешто у глава, имав, Тоа се во време на корона, така беше. а у време на короната да го пишував. Ама ти викам нели тогаш немаше собиранки, немаше ништо и викам Да. ајде, викам може ќе види ова бел ден некад. И знаеш, гледам по интернетов, има добри фаци со добар хумор. Кој ти се, мораш да ми кажеш Да. некој кој ги пошташ, вакаш, пошто има доста стендап комичари кај нас. Има, И да. има некој што вредат, има некој што Види, стварно сега, ако без не вeze. спомнам некој, па може лошо Да ти лошо се ќе ме наљути, не бе онага лошо- чисто лошо ќе ме сватат. Сега види, Бојан Велевски ми е окей дечко. Тино и Атанас нормално се исто супер дечки, мислам добар хумор, дефинитивно. све. Да. Сега и дечко што се појавува со нив, Стефан Николовски, и он е доста он е интересен окей. дечко да. Така да некои тие ликови ми се моментално гледам дека имаат квалитетен хумор. сам. Да, дефинитивно. Значи има, не викам, Треба да излезеш од ваква, мислам, од комфорт зоната за тоа ти што си го направил и за да почне. Добра ни атмосфера, да гледаш, воопшто. Вовчиња има позаед, супер сме. Тој заедно се приоди у ВЦ, тука ние за тоа седнавме се на Супер позадина има. И И ти викам, највише мислам дека ме инспирираше и тоа што гледам дека има и дечки што имаат некоја публика да речам, Да, дали е се виртуелна трудат. или нели публика уживо, ама нема некој квалитетен хумор пример да понудат. Сваѓаш и сега ја од една страна викам, чекај, добро, викам ја би пробал. Што сум јас, викам сега нешто поглуп викам или не знам, сега не се зашо изразнам. да не пробам Значи ја. ќе пробам, има две решенија, или ќе се избрукам и ќе се речам А, битно сум пробал. Тачно. А ако не пробаш, Или нема да знаеш дека знаеш, ќе да, успее. така е. Така да, тоа ми е тетоваш И да тука. тоа е тоа и викам чекај ќе пробам и се случи многу спонтано. Кумов моментално работи еден кафич у Девар Мало. Аха, тој И- е кафичот кај што Да, требаше ја да дедам, а не да. дедо. Која настина. Да, кога бев болен. Тоа беше дешава. волен, И ми вика, абе знаеш ли, вика некој за стендап вика нешто да направиме, вика нешто сакаме, вика поинтересно да се дешава, вика имаме свирки све, ама Да, Вика, ме гледаме хубаво зима слуша, само. да се- и викам бе слушај, вака и вака, викам ја имав, викам некој материјал почнато, викам се спрема, викам ако сакаш, викам ќе го допишам, но дај да пробаме, викам што да не. Да, бе, зашо? И он ајде. И никој не ни веруваше од страна. Дома и викам на жена ми, викам слушај ќе и покажувам плакат. Абе ти ова си го правил на фотошоп, па нормално плакат е кај да го правам, викам. И отидов таму да се договарам со нејзе, викам ајде на по едно пиво. И сега правиме муавет и она се врати, абе не ме заебавајте. Абе, не те заебавам, викам стварно. Не, истиот му, Да, не. Вика, ти стварно сериозен сериозен си? Да, викам сериозен сум. Но те поддржуваш иначе? Да, многу. Да? Многу. Све? Пошто она ми е во све дефинитивно и она ми е, знаеш, тренинг што се вика пред настап, пред све. На нези... Обавезно ја прашувам дали Дали е окей, дали е се дали е- окей, да. Знаеш, многу значи Како не од друг да ти кажа. мислењето, поддршката, да, така да она
ми е ветерот у леѓа, што се вика. Да, исто како мене жена ми што вика е. Рај ти. Слушај, и да поразлично не смееме пред камера да кажеме дека не се. Па да, бе, После ја сакам дома да спијам, не сакам да спијам тука пред Исто WC-то. ја. Имате љубов од нас, така да. Искрено не сакам пред WC тука да спијам. Зашо што и тука не е лошо. Не, да. Лабаво. На овие температури навечер е топ. Да. И ти викам првиот стендап помина Имаше топ. трема, бе? Имав, да. Имав трема. Првиот стендап ти беше отворен или пред твои повеќе? Најблиска екипа што се вика, колеги, фамилија едно друго, ама имаше и луѓе од страна дојден. Што ми се свиѓаше, пошто викам слушај ако вие, да, викам ако вие, викам ми се смеат ради реда, барем викам ќе видам кај овие други, викам што се дешава стварно. И интересни ми беа темите као поише да ме запознаат луѓето, кои сум, од кај доаѓам, што работам, пошто нели ја работа од 8 до 5, нормално, дека не ми е ова занимање да им кажам на луѓето. И затоа некако испадна многу интересно, спонтано. А вториот пат изгази онака лагано? Да. Мислам, влезе со самодоверба. Да. Види, тремата секогаш постои. Првите 5 минути. Трема, тоа е И ако не испијаме на чаша виски пред да почнам ништо. Мислам цело време пијам вода и едната чаша пред да почнам, ама џаве, сакаш виски пи, што сакаш пи, постои тремата. И од што ми беше убаво, многу брзо ми заврши. Значи, во многу ситуации се што убаво, не кратко трае. И многу брзо ми заврши, тоа ми беше само криво, сакав да трае уште вечерта, а имав многу поише материјал спремено за разлика од првиот пат. И сега спремам трета среќа, да, за септември, здравје негде средина. Исто пак? Да, на исто место ќе биде. Со многу поголем материјал и мислам дека со многу поише луѓе, пошто А влезници се наплаќаат? На првиот пат не се наплаќаше, вториот нешто символично. Да. Види, уште не сум, како да ти кажам, не сум ја докажан уште некој сега, некоја фаца, не знам, па сега да се, па сега да се правиме, сега да, мислам, сакам прво искрено да ме запознаат луѓето. А планираш тоа да ти биде вако да го смениш со 8 до 4 работа? Ќе видиме како. Пошто реално и многу пари се прават. Се прават, да, не викам дека Само не. све се прават пари, само треба паметен да бидеш. Не ги знам, знаеш, точно бројките, ти викам уште не сум у тие длабоки води. Живи, здрави, А си пишал на некој од овие што ми ги спомна да се побрзете или нешто да направите или не? Па се уште не сум пишал, знаеш како, оставам да промине малку време, да се докажам. Да се докажеш, да. Се надевам дека нели ќе најдам и на позитивен фидбек, да речеме и од нивна страна. Сепак знаеш и они почнувале. Нормално. Не за друго, знаеш, битно ми е и мислење што се вика и се и совет нормално се. Како не? Ја не можам сега да почнам и да кажам слушај тебе не те бива, на некој што има публика толкава, јас сум поле од тебе. Гледај, малце има его тука кај нас, кај нашите, знаеш, кај страдава, кај сите зборам за све, за инфлуенсери. Да, тоа да, за тоа ти викам и малце страфме и ради тој момент мислам дека полека која ќе улеташ од длабокото, ќе видиш со што ќе се соочиш. Не ти кажувам сега све, него ти сам ќе се осетиш. Да, најубаво така, ти викам, баш сега и ти кажав пред да почнеме, многу се чудев на некој од коментари, или пошто почнав некој рилови да снимам. Да, и тоа ќе те прашав со Инстаграмот. Да, што ти е, мислам, као почна, што... Але види, ставив некој видео од стендапов, викам, ајде нешто да се движи и... Нормално, брат, секој од нас ќе седне на шолја денеска и скролаш рилови. Да. И знаеш како што скролам, пример, баш на такви места мене ми доаѓаат инспирација на шолја, потушки ти дојде. Нормално. Сигурно ти дошло и тебе. Тука. Сега ја многу јака миризмата, не знам дали ќе успее нешто да ми текне, ама и ти викам, гледам са некои идеи, викам, чекај, пошто повеќето, кога што ги гледам, само се, знаеш, се репродуцираат истите дешавки, само ги преснимуваат луѓе. Да, ама гледај, све е измислено више. Да, измислуваме битно е начинот на кој што ги го представиш на публиката. И знаеш, ми дојде некоја идеја, прво со меме транзиции, со некои такви ствари почнав и
Ја пример никад не сум го правил тоа и гледам видео 1000-2000 гледања дојде, викам од кај ба 2000 луѓе, викам мене ме следат на Инстаграм 200 души, викам и тоа најблизо круг. Ама нели си има Инстаграм алгоритам позадина кој што се работи. И така полека и се изминативе 10 дена кога бев на одмор. Што се деси бе? Мислам, ти падна чудно, знаеш? Многу интересна дешавка, да. Знаеш, ги слушам, се нормално, цел Балкан на плажа у Грција ги слушаш. И ми доаѓа идеја, викам, знаеш, ќе снимам некој видео, викам, пошто македонците такви се обично, не се сите, сега ќе ми замерат, сигурно, ама нормално. Знаеш, одма кршат јазик и сега пример, ја да речеме, ја имам српско презиме, јас српски не знам. Татко ми ден денес значи ми се гази од смене, ми вика боле не збори, боле не збори. А он си знае, добро, знае, знае, отидел цело време, да, натаму на југос, да. И ти викам, кршат многу јазик. Ја па им зборам цело време на србите на македонски, пошто мора да ме разбираат, само има некој Белград што се да, што така што не разбираат. И викам, ајде да снимаме едно видео како разговарам со фиктивен лик на србин и ќе зборам на српско, македонско, босанско, хрватски, знаеш. Да, на сите измешано. Пошто сите зборови на да ми завршуваат нешто слично така и нема врска, го ставам видеото го ставам. Си идам од плажа 113.000. И викам, чекам, што се десило сега? Го оставам телефонот, вода пијам. 120.000. Викам, чекам малце, викам, што се дешава? Значи лета видео. Почињаат коментари, почињаат патриотите да се јавуваат оние, знаеш, од профили со што збориш на збориш на српски, зборе македонски. Нормално, тука сите со поуки. А и тоа, почињаат да се караат у коментари меѓу себе, се уклучуваат бугари. Викам, чекај, што се дешава? И знаеш, ги читам коментарите и баш викам сега, знаеш, прв пат имам такво некој видео да речеме вирално е, да го речам вирално сега, вирално и со тие бројки, да. И викам сега да им враќам ли на коментари, што да им правам, викам. Нема потреба. На луѓето, знаеш, сега викам ќе ме свата дека се курчам нешто, сега сум почнал, ајде не одговарам на никој. И буквално, значи, почињаат да ме изненадуваат од толку коментарите. Пример, јас се снимав како и јас зборам со фиктивен лик, фиктивниот лик бев ја исто само со српски нагласок. Колку што можев да успеам, не дека стварно успеав во тоа, ама. И човече ми изненадува коментари од типот да мисла дека стварно разговарам со некој србин и пишал доле дечкото е многу дружелюбив, а ова говно во српско што го снима срам да му. Да се чудиш. Враќаше, бе? Почнав на 2-3. Си изнервира? Не се изнервирав. Знаеш што ми беше интересно, значи гледам некој пензионер, брат, 90 години, викам, кој му пуштил Wi-Fi у домот, викам таму пензионерскиот дом кај лежи, кој му пуштил Wi-Fi? Збори си македонски, ми пишал копито едно. Се уклучува, не сакајки, да. Викам, од каде стариот и знаеш, отиде, не знам, сега е околу некои 400.000. И викам, мора ова парт 2 да има. Викам, морам парт 2 да снимам. Пошто бевме фамилиарно сите на одмор и сестра ми беше тука и викам, дај, викам, женски вокал, викам исто на српски. Да зборим. Истите реакции, све исто отиде вирално и тоа. И од тогаш ти викам, до денес се движат некако бројките нагоре. Ќе видиме што ќе испадне и на таа тема. Само не треба да им враќаш, не треба да се сваќаш тоа здраво за готово, пошто има се. Знаеш, више се околу 100 коментари, сега секој пишува, знаеш. Да, бе, мислам на тие лошите да не им враќаш, а на тие добрите, окей, да, пошто. Да. Абе види, го почитувам секој коментар, знаеш. Лошо ќе биде сите да ни се смеат дека се супер, се окей, мора да постои некој што те критикува. Абе не може си. Значи исто завчера интересно видео за комшики кои се лажат како поминале на одмор дека им било сончево и све, а уствари дождови, да. И сите се позитивни коментари. Па да. Ама мора еден да изеде бурек. Што ти е со педерскиот глас све да ти
Да, бе, Да све не ти е. цензурираме, да. Да, страшно. Не, И викам, страшно абе, се мора некој викам ваков лик да се појави. Ама нема да престанам дефинитивно со тоа, пошто гледам те викам дека идат бројките горе, а Да, имаше да. многу идеи. А некад рецимо ако стигнеш нешто поголем број на followers би дал отказ брат од работа? Или би си го терал? Мислам ова да ти биде full time job, пошто стварно захтевно е некоја. Захтевно е, да, захтевно е. Сними се едно. Ти знаеш многу подобро од мене, да. Ти знаеш многу Треба да подобро од се мене, а занимаваш со иначе луѓе. дали би знаеш што на крајот од денот од бројките зависи. Да, за жал. Од знаеш од љубов не можеме сметки да платиме Па за со жал. љубов, да. Што викам ја на стендапот што кажав, бебе детево да знаев дека толку троши, немаше иде да го купуваме. Да го купуваме. Па Ама- нема брат, едно пазарење мислам знаеш колку Да. Не де Боже да снема све у ист период. Да. Ама да се Идеш здрави у- и живи брат, сите пари на светот ќе ги дам. За деца така. Таа фаца што те чека дома Да, кога ќе да, влезеш низ врата, Нема нешто подобро на светот. слушај инспирација се голема дефинитивно за Како нема. и за видеа и за све ми се, И ако значи имаш некој лош ден, катастрофа или некој Да, дебил ти се најде вака да те пцуе или нешто, да таа фаца само ја гледаш, и ти тераш дале од нека живот. се живи и здрави само. Друго нешто што имаш вака за уиднина да ни кажеш нешто што ќе направиш? Па Ама не се комшина нашиот? Не се. не, Не, чекај брат, ми звони телефонот нешто. Само Ај. морам да се јавам. Ај. Ќе ми извиниш брат, Нема минута гајле, само ти си ќе ми се поседам извиниш. тука. Ало? Да, во Скопје сум. Да, бе се, да. Да, слики од одмор ставав, да. Абе, баже, ќе ти ги вратам тие 500 евра сега, 500 евра, па 500 евра си запнал. Ќе ти ги вратам, бе, ќе ти ги вратам. Абе, на одмор морав да отидам сега мало да се пробања. Не бе, тоа не, дека сум се возел на брод, тука беше паркиран, па го сликавме. Абе, морски плодови јадам, ти па мислиш тоа мое беше. Баже, ќе ти ги вратам, сега не се дери на телефон. Некоја сред емисија нешто снимаме, може да те побарам за 2 минути? Ајде ќе се чуеме. Фала ти. Извини. Заврши? Да, извини, морав да се јавам. Таман работа. И што, тоа те прашав што ќе Па, правиш следно? ништо брат, да- сакам ти викам да испугам со една квалитетна програма за третиот стендап, сакам овој да ми биде најнај со сите Ама со нишани. нова тема? Со нова тема, да, со скроз нова тема ќе идам, овие постарија ќе ги чувам здраве за некој бе, настап понатаму. Можеш да си ги чуваш како Да. што се дешава. Со нова тема сакам да ми биде овој најнај и да видиме дали ќе смени некои работи, што ме праша ти. Во врска со работа и со такви ствари. Не си ја сакам дефинитивно работата. За бе. тие што не знаат, работам меѓународен транспорт и организирам контењери преку океански. Имаме некои канцеларии по Кинија, по Индија, по таму со Со тоа кинези се и индици. занимаваш? Да, тоа ми е иначе full time job. Цел живот. Што цел живот? Имам немам 10 години работно искуство, да. Цел живот. Така да си ја сакам работата искрено, ми исполнува. Сега сум задоволен. Ама и сакам креативно да се искажам. Мора. И реков, сам- многу пати сум имал, знаеш како, многу пати сум имал премногу идеи, со ниту една не сум почнал да видам кај ќе ме однесе. Да, ама И мораш тоа е да најлошото, почнеш, кога тоа е- нема да го направиш првиот чекор. Макар и да се усре Сега се да не се шајде, пробал. Овие што ќе зборат, Па како тоа е, што зашо ќе кажат биде, да. и знаеш, сега сум пошто се сметам за премногу лавав лик, дури на моменти премногу онака што се вика што Да, не треба да сум. И буквално сега немам никаков срам и не се замарам. Што кажат, битно ми е, знаеш, да дадам квалитетен материјал, све тоа да биде искрено, природно, ништо нафурано со природно сила. најбитно. И или ќе биде или нема да биде, боже мој, на крајот од денот сега. Здрави живи битно, тоа Тоа се е- друго се реша. Тоа, Се се купува со пари друго. тоа е. Ништо ја
може да се одјавиме? Може брат, готово и со миризбава да ти кажам. Да си ќе паднам. Више синуси ми отпуши. Више, ја ќе ти кажам тебе на здравје. На здравје. Ти можеш да им кажеш нешто што сакаш да им се обратиш на гледачите, брат, да те заследат кај сакаш, ја ќе оставам тука линк од тебе. Да, значи сите што сакаат да ме заследат, тоа е мојот линк доле. Фала ти на тебе уште еднаш за оваа што дружба. Да, фала што постоиш. Јас сакам да направам нешто не само со познати фаци, сакам и со вакви луѓе како тебе, Јасно, што јасно. почнуваат и сакам да им помогнам на сите Јасно. колку можам. Јасно за тоа. Така, Фала ти многу значи, верувај, пошто за тоа ти викам ретко на кој ќе му пишеш и кој ќе ти врати дека сака нешто. Нормално сега секој си има и цена кој што можеме да Тоа, кој што мислам знаеш и ти поише што се вика. Да, нормално. Ама значи кога некој што више долго време у тие води ќе ти помогне. Сите сме луѓе, ама ретко кој е човек. Тоа е пораката што мислам дека најубаво да се одјавиме со Да. Да сте живи и здрави, вие не заборавајте да ставите лайк, пошто ништо не ве кошта в животов и субскрайб таму, стискајте Обавезно. субскрайб, да, обавезно. И на мене и на него и живи здрави сите, па се гледаме. Чао. Чао. Драги гледачи, најпозитивниот, најдобриот, све нај-нај, Бомбакис!